Наградата за најдобра представа на 26-тото издание на меѓународниот театарски фестивал Денови на комедија вчера вечер на сцената во Центарот за култура беше врачена на Театар Лесковац од Србија за представата Чекајки го лекарот. Наградите за најдобар актер и за најдобра споредна улога ги добија Александар Степанулевски и Бранко Атанасов за представата Кафеска и кукуни на Драмски театар Скопје, додека Раде Василев и Елена Вангеловска за истата представа ја добија наградата за најдобра костимографија. Две награди од стручното жири за представата Седумте стола на Театар Ловеч од Бугарија, и тоа Дамјан Тенев за најдобра режија и Радостина Тодорова за најдобра сценографија. Наталија Теодосиева од Театар Комедија ја доби наградата за најдобра актерка во представата Илуминати. Вчера заврши меѓународниот фестивал Денови на комедија, 26-то издание поред. Сигурен сум дека најпрво публиката е презадоволна, актерите кои гостуваат на фестивалот се задоволни, а со самото тоа сме задоволни и ние како институција. Мислиме дека понудивме оваа година одлична програма, 10 квалитетни представи кои предизвикаа навистина внимание кај публиката и очекуваме дека да продолжиме понатаму и идната година со исто таков интензитет. Жирито разговараше, има состаноци, после секоја изведба на представите, одлуката ја донесоа после Кумановската изведба на Кумановската представа, едногласна беше одлуката, нивна беше одлуката и очекуваме дека се задоволни сите оние кои добиле награди на меѓународен фестивал Денови на комедија Куманово. Колку билети беа продадени за овој фестивал? Овие денови, овие 2,5 недели помина околу 5000 луѓе, околу 6000 луѓе посетители на Денови на комедија, што навистина голема бројка за нас, навистина покажуваме дека Куманово го сака овој фестивал, дека му е потребен овој фестивал на градот, едноставно живее Куманово за овој фестивал. Скоро сите представи има одличен аплауз, значи не би делал ниту една представа, сепак на публиката е да одлучи. Мислам дека од скоро сите представи беа задоволни луѓето и се надевам дека така и ќе остане во иднина. Финансиите што ги добивме од Министерство на култура и од Општина Куманово, од нашите спонзори, од продадените билети, успеавме да ја заокружиме целата финансиска конструкција на фестивалот, така да поминавме одлично во тој дел. Со врачувањето на наградите официјално заврши овогодинешното издание на Денови на комедија, а љубителите на театарот имаа можност повторно во Куманово да ја проследат представата Обвинителка.